Благодарам. Знам дека губите трпението за следење на дискусиите. Меѓутоа, колеги пратеници, законот за акцизи беше донесен како закон со европско знаменце, поминато на Комисијата за европски прашања, каде што поминаа редица закони од финансиската сфера на онаа комисија каде што нели се штанцаат закони на брза лента. И сега ме чуди овој закон предложен наводно од колеги пратеници, иначе јасно е дека законот е од владата даден на пратеници да го поднесат, нема европско знаменце. Дали тоа значи дека оваа наводно допрецизирање и доуредување на законската регулатива кога се акцизите во прашање, значи оддалечување од усогласеност со еврорегулативата кога се акцизите во прашање. Имено, еден од членовите се однесува за одложна примена на законот поради неспременост со технички аспект на или на царината, меѓутоа другите измени се однесуваат за допрецизирање на регулативата која што се однесува за увозот и прометот на луксузни тутунски производи од типот на пури, тутун за джвакање, тутун за шмркање и така натаму. И јас ги почитувам сите бизнисмени што се бават со легален бизнис, без разлика дали се работи за економски оператори кои што се бават со производство на храна или економски оператори кои што увезуваат и вршат промет на луксузни тутунски производи. Меѓутоа, колеги пратеници, ако ова ви беше приоритет, ако ви текнало да го допрецизирате и усогласувате законот за акцизи во овој дел на увозот и прометот на луксузни тутунски производи, како не ви текна да ја укинете одредбата од членот 99 од законот за акцизи, каде што се таксативно наведени, слушајте ме, производи, енергенти за кои имаме акцизно ослободување. Значи, акцизното ослободување важи и за минералошки процеси. Во одделот 23 од националната класификација на дејности, под минералошки процеси се подразбираат производство на цемент, производство на огнеотпорни материјали и производство на градежни производи од глина. Колеги пратеници, со ова се овозможува користење на еден од најштетните енергенти, нафтен јод кокс во сред Скопје, да ја загадува околината без акциза. Ако во законот до сега стоеше 84,6 денари за килоджул нафтен кокс, давачки, вие ги мотивирате производителите во овие минералошки процеси, наместо да користат поевтин енергенс, да го користат овој штетен енергенс. Нема загревање во домакинствата во моментот, а енормно е загадувањето во Скопје, во Куманово, тоа го покажуваат мерните станици. Значи, вие, као градите политика за намалување на загадувањето преку замена на енергентите во домакинството, а од другата страна овозможувате на големи индустријски капацитети да ја загадуваат околината со еден од најштетните енергенти. И тој закон го носите со европско знаменце, замислете, а ниедна држава во Европската Унија не користи таков енергенс како индустријско гориво. Од друга страна, како не ви текна да го укинете субвенционираната акциза, да ја окината за екстра лесното гориво, за кое што потребите во Република Македонија се некаде околу 4 до 5 милиони литри, а се увезуваат и продаваат некаде околу 45 до 50 милиони литри. Со тоа државата губи годишно околу 8 милиони евра, создавате нелојална конкуренција. Не се увезува екстра лесно гориво, се увезува дизел гориво, се декларира како екстра лесно, заради 9 денари помалата акциза, вклучително и ДДВ 11 денари. Значи, ако сакате да го доуредувате и да усогласите законот за акцизи, оваа се приоритетите. А ако сакате да носите закон за поитна постапка, за која што се однесува за поголема целна група,
тогаш денеска требаше да биде Законот за субвенционирање на придонеси за задолжително социјално осигурување на оваа седница, затоа што денеска сме 31, а од утре почнува да важи законот кој што ќе биде на седница на 5, по скратена постапка, а во кој па исто така е предвидено носење на подзаконски акт во рок од 15 дена. А во законот предвидува субвенционирањето ќе важи за октомвриска плата која што ќе отпочне да се исплаќа од 1 ноември. Значи, пак влегуваме во офсайд, како што беше законот за платите во јавниот сектор. Сега во уште многу поголем офсайд, затоа што се работи за приватен сектор, затоа што нема да знаат што да прават стопанствениците од утре па натаму. Најмалку 10 дена ќе бидат во ситуација во која што оние што исплаќаат плата во првите 10 дена од месецот за претходниот месец, нема да знаат дали да ја зголемуваат платата, на тој начин да го искористат субвенционирањето на придонесите или не. Оваа повеќе личи на изгубеност во просторот и времето од било што друго.